Денеска истекува рокот во кој Државната изборна комисија треба да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи, откако на 19 овој месец истече рокот во кој тие имаа можност сами да се пријават до комисијата. ДИК на седница одржана на 23 август го разгледа и едногласно го усвои извештајот за пријавените гласачи со спорни записи. До ДИК во рокот за пријавување од 26 јули до 19 август пристигнале 8922 пријави, од кои 8901 пријава е прифатена. Вкупно 3620 пријави биле лично доставени до ДИК, а 5302 се поднесени преку електронска апликација. Правната служба на ДИК одбила 21 пријава. Од нив една пријава е одбиена поради нечитлив документ, 9 поради несовпаѓање на документ, 9 поради неважечки личен документ и 2 поради некомплетен личен документ. Согласно утврдениот извештај на ДИК, пријава не поднеле вкупно 30.467 лица. Според писмено известување од Управата за водење матични книги од 22 август, 20 лица од списокот се починати заклучно со 19 август 2016 година. Со законот за дополнување на изборниот законник, ДИК беше задолжена да спроведе процес на активна регистрација на 39.502 лица, за кои при спроведените административни и теренски проверки се утврдени спорни записи. ДИК по извршени дополнителни проверки преку споредба на списокот од 39.502 лица и избирачкиот список иззема 113 лица за кои е утврдено дека 6 се починати, 51 лице е на привремена работа или престои во странство, 54 го изгубиле избирачкото право по различни основи и 2 лица поднеле барање за промена на податоци во избирачкиот список. Можност за пријавување имаа вкупно 39.389 лица. Граѓаните кои не се пријавиле во законскиот рок од 25 дена согласно законот, ќе имаат дополнителна можност да се пријават до ДИК во текот на јавниот увид пред предвремените избори за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.